Прогноза за утрешното време. Сончево и топло. Драги слушатели, ви пожелуваме добра ноќ. Ништо не ја најавуваше трагедијата што ќе се случи. Ноќта на 25 јули 1963 година беше тивка, мирна како и секоја друга. Но само неколку часа подоцна на 26 јули, точно во 5 часот и 17 минути, Скопје беше разбудено од разорен земјотрес, што за секогаш го промени ликот на градот и судбините на илјадници луѓе. Во само неколку секунди зградите се претворија во урнатини, улиците во тишина, животите во спомени. На 1000 загинати и илјадници повредени и повеќе од 100.000 луѓе останаа без својот дом. Меѓу нив и Слободанка Велковска, денес 75 годишна, која тогаш имала само 13 години. Се уште јасно го памети утрото кога се урна. Спиела во кревет со сестра и братучедите. Наеднаш силен звук, без тресење, без никаква најава. Таванот се срушил врз нив. Прашина, мрак, детски плач и обид за бегство. Барале пукнатина меѓу циглите за да се извлечат. И одеднаш ние со сестра ми не знаеме што се случува и пукање само, немаше уствари тресење, ние не осетивме и некој шифонер вака не поклопи. И почнавме да викаме, да плачеме по мајка ми, се гушевме од прашината и да кршиме тоа шифонеро, да искочиме или нешто, баравме спас. Сестра ја успеала да искочи прва, а таа веднаш зад неа. Надвор друг ужас, старец што ја изгубил целата фамилија, урнатини каде што некогаш била нивната куќа. Во еден момент, поглед што го памети цел живот, татко и поклопен од плоча, угушен, не го препознале веднаш. И се качуваме по тоа рушевината, да ја скинеме завесата, да искочи мачкава. Ја кинеме завесата и во тој момент гледаме машка рака. И што и оно татко ми поклопи меѓу тоа со плочата и боте весна јас сум и ама загушлив, мислам угушен од тоа, не го познавме и брзо искинавме тоа завесата и занадевме све. Тато, што правите, како е мама, како е Владко, како се знаеш, мислиме, добро е синчиња, не плачете, добро е, штом сум ја добри се и они. Потоа заминале во паркот, каде на радио ги слушале имињата на загинатите. Слободанка денес вели, тоа бил најстрашниот ден во незиниот живот. Неизвестноста, траумата, вресоците за помош што никој не ги слушнал. Долго потоа солзите не престанувале. Тоа беше многу страшно, многу трауми за нас, значи долго време плачевме, не можевме да се смириме. Страшно нешто, баравме помош, не можевме нигде да добиеме, плачевме цело време, така да не дај Боже нигде и никогаш да не се повтори никој ова да не го доживее, што ние го доживеевме со сестра. Земјотресот уништи 80% од Скопје, но од таа катастрофа се роди една друга приказна, приказната за солидарноста. Скопје стана символ на светска хуманост. Помош доаѓаше од целиот свет, храна, лекови, шатори, луѓе со срце. Градот почна да се гради одново, не само со тули и бетон, туку и со подадени раци и добрина, со волја за живот и верба во утре. И денес, 62 години подоцна, Скопје се сеќава. На 26 јули, граѓани, преживеани и представници на институциите положуваат свежо цвеќе на градските гробишта. Низ градот се одржуваат настани, изложби и собери со една цел. Никогаш да не заборавиме, Скопје никогаш нема да биде исто, но Скопје покажа дека знае повторно да стане.